Како поминавте во Валандово, овој реков во родното Валандово на актуелниот претседател и кандидатот нели на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, како помина таму? Па прво бевме со претседателот Ѓорѓи Иванов во Конче, каде што имаше средба со граѓаните, разговараме за актуелните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните од тие населени места. Поминавме мощно добро, примат беше одличен. Пред малку заврши митингот во Валандово, во родниот крај на господин Ѓорѓи Иванов, каде што однесе голема победа. Валандовчани, дури и тие што се во други политички партии во опозициони, гласа за Ѓорѓи Иванов. Значи, поддршката огромна, имаше многу луѓе, така да митингот беше прекрасно организиран, имаше пораки дека треба да се излезе масовно, посебно оние неопределените, оние што се колебат или оние што сакат да гласат за некој од помалите политички партии, да ги концентрираме гласовите, се со цел да обезбедиме најмалку 62 или 65 пратеници, за да може владата, новата влада, да функционира без било какви уцени, без било какви условувања. Така да очекуваме и од Валандо, од Валандовско, од Богданци, од Дојран, очекуваме и од другите села, Николич, Фурка и другите села, другите населби, масово да излезат и да обезбедиме двојна победа на 27 април. Вие сте дел од коалицијата веќе подолго време, една цврста коалиција. Пред да ве прашам за функционирањето на коалицијата, би ве прашал околу исполнувањето на стратешките достигнувања на таа коалиција, на таа власт, на таа влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Па, мислам дека после долг период Република Македонија е поставена на цврсти темели. Тоа значи дека сега може да се размислува за многу проекти околу економскиот развој, да обезбедиме позабрзан, подинамичен економски развој. Ние долго време зборуваме дека има потреба да се отворат нови работни места за младите да може да останат да созват овде. Значи тие перспективи полека се отвараат. Имаме нови странски инвестиции кои што вработуваат нови луѓе. Значи имаме едни цврсти темели за функционирање и на правна држава, владење на правото. Имаме услови да профункционира независното судство. Се разбира, во целина се поставени добри темели на државата, на Република Македонија, и сега можеме ние да зборуваме за илјадници проекти кои што можат да се реализират, така да генерално мислам дека Република Македонија веќе е стабилна држава, немаме некои побитни нарушувања, покрупни нарушувања, имаме добри меѓуетнички односи независно од реториката што користи Али Ахмети сега околу консенсуален претседател и така натаму. Важно е дека граѓаните знаат дека треба да живееме сите заедно, без разлика на партиска, етничка и друга припадност. Тоа го разбраа граѓаните и сега може да се ветуваат проекти. Прашање е на кого треба да се верува, дали на тие што имат реализација, што имат успех. Се на се, мислам дека се движиме во добра насока како држава. Овој уметнички дел од вечерашниот митинг тука во Гевгелија започна, гледам еве Каролина и загрева гевгеличани кои што се собираат тука. Напоменав дека ќе разговараме за функционирањето на коалицијата. Вие напоменавте дека државата е поставена на здрави темели. Имаме 5 препораки за започнување на преговорите со Европската Унија, имаме одлични оценки од Европската комисија, имаме визна либерализација, имаме поставености кои што може да даваат резултати во оној најгорливиот дел, надминување на невработеноста, привлекување странски инвестиции, отворање на работни места. Колкава е во текот на оваа кампања цело време се напоменува важноста на тимската работа помеѓу институциите, од локална самоуправа преку законодавната, преку извршната власт до претседателот на државата. Колку е важна таа тимска работа во една ваква коалиција, кога се остаруваат едни проекти кои што се со немал број, да речеме сега се планираат 2046 проекти. Како функционира како тим коалиција? Знаете, ова е најголема коалиција до сега, над 24 партии се заедно. Сите политички партии имат своји политички определби.
Градскиот сојуз како партија е специфична, има своји ставови, но важно имаме заедно стратешки цели. Нашата стратешка цел е сепак Македонија да добие покана за членство во НАТО, да започнат преговорите за влез во Европската унија. Тоа се стратешки цели, но пред се стратешка цел е Македонија да се развива како правна држава, економски силна држава, да владее правото, така да тука се тие наши заеднички точки што не обединуваат и сум сигурен дека вака сме гаранција за единството на државата и за унитарниот карактер на државата. Тоа е многу битно, дека државата функционира, дека оди напред. Тоа е битно сега во овие, да речеме, времења кога во Европа имаме очекување од голема дестабилизација, така да Македонија е поставена на цврсти основи и се надевам дека и така ќе продолжиме. Сега, кога веќе разговараме за коалицијата и успесите на коалицијата и суштината и како се градат заеднички стратегиите и плановите и функционирањето и довербата, каква е тогаш заедничкото задоволство од оваа разлика од првиот изборен круг од председателските избори од 120.000 разлика за председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН со коалицијата, како и една оценка ваша на целиот изборен процес? Значи, прво, изборните активности се одвиваат во една мирна и демократска атмосфера. Секој може да презентира својата програма, својата политичка опција. Ние, како дел Демократскиот сојуз, како дел од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, наша проценка е дека оваа коалиција има огромна поддршка, дека таа поддршка во вториот председателски круг за избор на председател и за избор на пратеници ќе се зголеми таа поддршка и проценките се во нашата партија дека може да обезведеме 65 пратеници и разликата на председателските кандидати да се зголеми некаде околу 200.000. Тоа значи очекуваме победа со разлика од 200.000 за Ѓорѓе Иванов и околу 62 до 65 пратеници за коалицијата за подобна Македонија. Моја искрена определба е овие избори да бидат мирни, во норвешки стил. Граѓаните овој пат извојуваа голема победа, немаше нарушуване изборниот процес. Се надам дека така да продолжиме и на крај на 27 април Македонија ќе слави голема победа, затоа што ќе победат граѓаните на Република Македонија.